Телмаги анализираше и трите документи и очигледно е дека членот 12 од договорот за добрососедство станува дел од евроинтеграциите. Анализата има колегата Боби Христов. Боби, кои се клучните разлики? Весна, кои се клучните разлики во овој момент е многу тешко да се прецизира, бидејќи сиот сет на документи, мораме да објасниме за гледачите, пред се базира на неколку клучни документи. Првиот документ е заклучоците кои што ќе бидат, треба да бидат усвоени од Советот. Во овие заклучоци остануваат речиси идентични како и претходните, односно во нив е предвидена обврската на Македонија за промена на уставот и вклучувањето на бугарите. И овдека останува исто така она формулација која што во дел од јавноста различно се коментираше, а тоа е дека првата меѓувладина конференција ќе биде всушност така наречена политичка меѓувладина конференција, а дека втората конференција која што ќе се одржи ќе биде поврзана директно со исполнувањето на условите кои што ќе бидат поврзани со договорот со Бугарија. Она што е новото покрај ќе почнеме прво околу она што беше навистина времето кратко, три документи, се имаме еден нов документ и тоа е всушност разликата која што ја одразува разликата околу начинот на почетокот на преговорите. Имено според првичниот француски предлог и измените, првата меѓувладина конференција требаше да биде на некој начин условена, односно првата меѓувладина конференција требаше да биде политичка или како што дел од експертите тогаш објаснува церемонијална, а втората да се одржи дури откако ќе бидат прогласени направени измените на уставот. Ова во глобала останува исто, меѓутоа има и некои разлики, за нив малку подоцна. Што е она што најмногу бодеше очи и за што имаше најмногу дебата во јавноста? Тоа е на кој начин се споменува протоколот. Во првичниот француски предлог јасно беше нагласено дека се повикуваше на исполнувањето на договорот од Преспа и на договорот за добрососедски односи со Бугарија од 2007 година, и тука може да видат гледачите стои исто како и билатералните протоколи кои што треба да се имплементираат. Битно при тоа е оваа четворка, бидејќи оваа четворка означува фуснота во која уште во тој француски предлог кој што го имавме на 17 јуни годинава, во фуснотата пишуваше дека името на документот дополнително ќе биде утврдено. Во истиот дел, во изменетиот, како што се нарекува француски предлог, значи во новиот француски предлог, имаме дека се повикува на имплементација на договорот од билатералните договори, вклучително договорот од Преспа со Грција и на договорот за добрососедство со Бугарија од 2007 година, како и годишните извештаи и мерките за негова ефективна имплементација предвидени со членот од 12 од договорот. Тоа е всушност суштинската измена која што ја спомена и Тамара и која предизвикува дилеми. Дали протоколот е исфрлен или не е исфрлен од договорот? Владиното толкување е дека протоколот е исфрлен од договорот. Овдека она што овдека го пишува, зборот протокол е заменет со годишни прегледи или извештаи предвидени во членот 12. Што пак предвидува членот 12? Членот 12 ги предвидува токму, може да прочитаат гледачите, членот 12 предвидува одржување еднаш годишно на така наречена меѓувладина конференција и врз основа на таа меѓувладина конференција се потпишуваат записници или
протоколи, зависно кој како ги вика. Вториот битен елемент, бидејќи клучното прашање исто така беше, дали се тргнува историјата од преговарачката рамка. Тоа дополнително ќе треба да се објасни, верувам се објаснува на брифингот во моментот. Телма вечерва ексклузивно ќе има, се збогувавме, но заради новата ситуација ќе го имаме министерот за надворешни работи Бујар Османи за да ги расчистиме сите овие дилеми. Значи, протоколот или записниците од меѓувладините конференции содржат два дела. Првиот дел е оној општ дел околу атмосферата, обврските кои што ги презеле земите и Македонија и Бугарија, но вториот, многу позначаен дел од тие протоколи или записници се всушност записниците за она што дотокаш договориле историските комисии. И сега досега имаме само еден таков потпишан протокол, тоа е протокол потпишан во 2019 година, за кој што имаше одредени дилеми во јавноста, и вториот протокол треба да биде потпишан сега. Односно го договара министрите Бујар Османи и Генчевска во времето кога што се случи оној инцидент со палењето на Домот за култура Ванчо Михајлов во Питола. Преговори имало и во средата, но индикативно и многу значајно, бидејќи споменав, не може да се разгледува секој документ одвоено, туку сите заедно, бидејќи оно што е значајно е што во заклучоците, во точка 4 се нагласува протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија. Сега, бидејќи ова се вести и заради интерес на времето, само ќе се осврнам уште на две интересни прашања. Она што беше проблематизирано досега во јавноста беше така наречениот акцијски план. Акцијски план затоа што акцијскиот план во дел од јавноста беше толкуван како акцијски план со кој што треба да се остварат бугарските парања во однос на историјата, јазикот, образованието и јазикот на омраза. Ако ги погледнеме двете споредби, акцијскиот план, значи акцијскиот план останува како обврска и сега објаснувањето на владата дека беше овој акцијски план само се издвојува, бидејќи генерално ги содржи истите прашања кои што впрочем ги има и во поглавието 23. И тука беа нејаснотиите во јавноста зошто да има акцијски план ако во тоа поглавје се опфаќаат истите области, а тоа се недискриминација, говор на омраза и така натаму. При тоа мора да споменеме и дека говорот на омраза. И уште само она што е најбитно околу одржувањето на меѓувладините конференции. Тоа допрво ќе треба од владата да го објаснат, бидејќи во претходниот француски предлог во однос на меѓувладината конференција имавме формулација во името на Европската Унија, тоа е така наречената изјава на отварање за отварање на преговорите. Представникот од Европската Унија во првиот член вели: во името на Европската Унија ве поканувам денеска, почитувани гости од Северна Македонија, на отварањето на процесот на преговори на вашата земја со Европската Унија. Во во изменетиот француски предлог имаме практично две формулации. Едната од формулациите е ве поздравуваме на стартот на фазата на отварање на процесот на преговори и второто е вие презентираме нашата преговарачка рамка врз основа на генералните позиции на ЕУ за време на следниот состанок на ќе ви ја презентираме за време на следниот состанок на владината конференција, кој ние сме спремни да го одржиме без одлагања или без дополнителна политичка одлука, веднаш што Северна Македонија ја исполни нејзината обврска да ги заврши да ги комплетира измените на Уставот,
како што е наведено во заклучоците на Советот. Значи, сето ова укажува само дека имаме на вистина еден сплет на документи и впрочем, она што е клучното, измените на Уставот остануваат еден од условите. За сите нијанси, многу повеќе вечерва со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Уште еднаш, ова се само клучните делови, има зедува многу време, меѓутоа многу детали има за кои што треба да се внимава пред да барем од наша страна да се донесе конечната одлука колку е ова исто или не е исто. Весна, еве, тоа беше она на брзина читање за многу прашања и многу дилеми. Благодарам, Боби, ова беше навистина исцрпна анализа во вестите.